работе во Афганистан за KBR, за флуор, потоа 4 години во Ирак, исто за KBR. Што друго да ви кажам? Кога 2020 сум добила плата, тогаш сум требала да ги дадам овие долари, а не сега. Сега јас немам од каде да ги најдам. Ние сме веќе тука од 2021. Од после им текна, каде го има тоа? Што е ова? Африка? Афганистан? Таквите закони ги има само во Афганистан. Не тераат, извадете доказ од Афганистан, од Ирак. Од кого да бараме ние во Афганистан? Прво ни треба визи да одиме во Афганистан. А каде во Афганистан? Па таму нема ни влада, ни ништо. Па можам да кажам дека е слична ситуацијата како кај нас. И ние тука немаме влада. Која е влада тука? Ако немаме пари во касите, Мицко нека објави банкрот на државата. Па ќе знаеме, немаме. Ќе бараме хуманитарна помош, а не да го плячка народот. Да имаат од луѓе добивани да платат порез, данок, тоа 2 денари. За 2 денари, па се исплати да плати сметка во банка и сите тие работи за 2 денари, зашто тука дојде државата за 2 денари да ги мама луѓето, срамота. Немаме нити влада, нити ќе ја имаме. Вака Мицко глупо. А ние доларите пак ги имаме. Сите пак ќе се вратиме каде што сме биле. Не се плашиме. Сакаат војна ќе ја добијат. Научили сме на тоа. Благодарност до вас медиумите што не поддржувате во напорот да кажеме неправдата која се случува врз нас. Ова е втор пат јавно излегуваме и укажуваме на ист проблем. Наместо подароци за новогодишни и божитни празници, ние добивме даночни решенија. Со ретроактивен данок кој предизвикува сериозна финансиска несигурност, страв и разочарување кај многу семејства. Институциите се целосно запознаени со нашиот случај, но до ден денес немаме ниту еден конкретен, писмен или правно заснован одговор. Добивме само празни ветувања додека притисокот врз граѓаните продолжува. Во меѓувреме и понатаму пристигнуваат даночните решенија за 2020 година со кратки рокови и камати, а според најавите ќе започнат и решенија за 2021, па се до 2025. Ова значи проблемот не се решава тука, туку продолжува. Уште еднаш сакаме јасно да кажеме, ние не сме против плаќање данок и не бегаме од законите, но сме против ретроактивна, селективна и неправична примена на закон кој оди на штета на многу семејства. Иако граѓаните доставиле докази за долгорочен престој надвор од државата, тие не се земаат во предвид. Им се бара формална објава, иако тоа не е законски критериум. Институциите признаваат дека немаат целосни податоци за влез и излез од државата, особено за 2020 година. Се поставува суштинско прашање. Како граѓаните да докажат нешто што самите институции не го евидентирале? Дополнително од луѓето кои работеле во воени конфликтни зони, како Ирак, Афганистан, Африка, се бараат документи објективно, но не можат да обезбедат бидејќи компаниите не постојат или не функционираат. А документите што ги добиваме за платен данок од нашите фирми се одбиваат. Нашите заработки не се криени. Тие се донесени во државата преку легални банкарски трансакции. Работевме во екстремни и опасни услови, со сериозни последици по нашето здравје, а денес сме третирани како да сме сториле нешто незаконско. Затоа повторно сме тука, мирно и јасно, со јасни барања. Правично и индивидуално утврдување на даночна резидентност според фактички престој повеќе од 183 дена надвор од државата и достапни докази, како што се пасош, печати и потврди од работодавачи. Признавање на доказите за работа и престој без условување со формална одјава. Ревизија на веќе донесени решенија и привремено запирање на присилна наплата. Усогласување
и предвидлива пракса на институциите. Јасни насоки за доночен третман за граѓаните ангажирани по меѓународни мисии. Нашата порака денес е јасна. Не бегаме од даноци. Фактички престој е законски критериум. Проблемот не е само 2020. Проблемот се проширува до 2025. Доколку институциите и понатаму молчат, ние ќе продолжиме со поголеми протести, ќе се обединиме уште повеќе, не има ни цела Македонија и ќе продолжиме не само во Куманово, туку и во другите градови. Ова не е закана, ова е последица на институционалното молчење. Бараме конкретни одговори, бараме правна сигурност, бараме држава што ќе застане за нивните граѓани. Така беше најавено. Има дел од Тетово што се дојдени, од армијата се тука, сега кој колку може од току излегол. Ние сите од една фирма да кажам, од другите не може да излезат, пошто тие фирми се или изгаснати или не работат веќе и не може да добијат таков документ. Еве јас лично за мојата фирма јас добив документ каде што е платен $10.500 данок за таа 20-та година, ама тука во оваа институција не ми се признава тоа. Ми бара документ од ирачко даночно оделение, што тоа јас лично не можам да го обезбедам, ни мојата фирма, бидејќи таа веќе нема представник таму во Ирак. Притисоци ни вршат со тоа што ни праќаат ретроактивни решенија, не ни даваат рокови, него по член 93 за наплата имаме до 15 јануар да го платиме долг. Да планираме, затоа ја собираме поголема петиција, да сме поголеми и ќе пратиме допис до Американската амбасада, ќе пратиме допис до Народниот правобранител, ќе пратиме секаде каде што можеме. Официјално не сме оствариле средства до сега. Очекуваме официјално да не повикат, да ги повикаме и вас медиумите да го докажете тоа, да ја докажете таа средба наша.